и уште едно видео за постапката делење. Останете до крајот. Да го поделиме бројот 255 со 3. Со делење започнуваме од највисоката позиција на бројот. Бидејќи делиме со едноцифрен број, ја делиме првата цифра од бројот. Најпрво треба да погледнеме дали цифрата е делива, односно дали бројот 2 можеме да го поделиме со 3. Бидејќи бројот 2 е помало од 3 и не е делив на 3, односно 3 не се содржи во бројот 2, ние ги земаме првите две цифри од бројот, кои што ќе ги поделиме со бројот 3. Што значи, ако во бројот не може да се подели само првата цифра, кога делиме со едноцифрен број, тогаш следува делење на првите две цифри од бројот. 25 делено на 3. Во 25, 3 се содржи 8 пати, бидејќи 8 по 3 е еднакво на 24, односно 24 е број кој што е делив со 3 и е најблиску до бројот 25. Следува одземање. 5 минус 4 е еднакво на 1, 2 минус 2 е еднакво на 0. И откако завршивме со делење на стотките и десетките, ги спуштаме единиците и делиме. 15 делено на 3 е еднакво на 5. Се враќаме со множење. 5 по 3 е еднакво на 15 и следува одземање. 5 минус 5 е 0, 1 минус 1 е 0. И бидејќи кај трицифрениот број, кој го делевме со 3, првата цифра беше помала од бројот со кој што делиме, добивме резултат двоцифрен број, бидејќи ги делевме заедно првите две цифри. Да пресметаме уште еден ваков пример. Да го поделиме бројот 372 со 4. Бидејќи делиме со едноцифрен број, најпрво ќе погледнеме дали во првата цифра од бројот се содржи бројот со кој што делиме и дали тој број можеме да го поделиме со бројот 4. Бидејќи кај стотките стои цифрата 3, која е помала од бројот 4 со кој што делиме, односно 4 не се содржи во 3, не можеме да извршиме делење кај првата цифра и затоа за делење ги земаме првите две цифри од бројот, односно 37. Колку пати бројот 4 се содржи во 37? Во 37 4 се содржи 9 пати, бидејќи 9 по 4 е еднакво на 36, односно 36 е бројот во кој што се содржи 4 и е најблиску до 37, односно 36 е делив со 4. Останува да одземаме. 7 минус 6 е еднакво на 1, 3 минус 3 е еднакво на 0. И бидејќи завршивме со делење на стотките и десетките, останува да ги спуштиме единиците и овие 12 единици да ги поделиме со 4. 12 делено на 4 е еднакво на 3. Се враќаме со множење. 3 по 4 е еднакво на 12 и одземаме. 12 минус 12 е еднакво на 0. И уште еден пример, каде при делењето деленикот ќе биде помал од делителот, меѓутоа не се наоѓа на почетната позиција од бројот. Започнуваме со делење од највисоката позиција. 6 делено на 3 е еднакво на 2. 2 по 3 е еднакво на 6. 6 минус 6 е еднакво на 0. Ги спуштаме десетките. 1 делено на 3 не може, бидејќи 1 е помало од 3, односно бројот 3 не се содржи во бројот 1. Делиме. 1 делено на 3 е еднакво на 0. Се враќаме со множење. 0 по 3
е еднакво на 0 и одземаме 1 минус 0 е еднакво на 1. Всушност, при делењето на десетките, односно на цифрата која што е помала од бројот со кој што делиме, ние само добивме резултат 0 кој што го запазува редоследот на цифрите во бројот, односно го запазува местото на десетките каде што го извршивме делењето. Додека, за да ја поделиме оваа десетка, ги испуштаме 8 единици и делиме 18 единици. 18 делено на 3 е еднакво на 6. Се враќаме со множење. 6 по 3 е еднакво на 18 и после тоа следува одземање, односно 18 минус 18 е еднакво на 0. При делењето на бројот 618 со 3, како резултат добивме трицифрен број, бидејќи цифрата која што ја делевме, а беше помала од делителот, не се наоѓаше на почетната позиција од бројот. И секако, доколку ви се допаѓа содржината на нашиот канал, може да не заследите притискајќи subscribe на копчето кое се наоѓа на логото од нашата училница или на копчето кое се наоѓа во описот на видеото.